Каде се корените на овие негации на македонскиот идентитет кои во бранови доаѓаат од Бугарија во изминативе децении? Историјата на исторически и културно-обштествена идентификација на българското општество. Проблемот е во историјата на историската, културната и обштествената идентификација на бугарското општество токму во однос на идентитетот. Тоа е идентитет кој во Бугарија се гради од втората половина на предминатиот век и кој во целост се заснова на идејата за национална држава. Во праксата, таа идеја минала низ официјалната историографија, образованието и тоа е една политичка пракса од средината на предминатиот век. Од таа гледна точка, сите земји со словенско население во целиот Балкански регион се всушност бугари, а за етнички граници се сметаат границите на Санстефанска Бугарија. Повторното постигнување на таквата целовитост на таа бугарска држава е најосновниот двигател на политичката идеологија околу која е изградена бугарската држава. Тоа е клучното. Постигнувањето на таквата целовитост е идеолошки приоритет за земјата до средината на минатиот век. Потоа комунистичкиот режим се обидува да ја присвои таа идеологија. Тоа никогаш не е сменето. Тоа е основното сваќање за начинот на кој се разбира што е Бугарија и што значи да си бугарин. Тоа е централниот фундамент. Имено поради тоа, прифаќањето на фактот дека во Бугарија има луѓе кои се идентификуваат како етнички македонци е исклучително тешко за бугарското општество. Тука не е во прашање да се дозволи на едно малцинство да се чувствува како сака. Ние немаме никаков проблем со турците, со ромите, ерменците и така натаму. Со нив проблемите се во однос на прагматичната политика. Во однос на македонците, проблемот е во целост на полето на идеологијата. Самото признавање дека во Бугарија има луѓе кои се идентификуваат како македонци, значи дека основниот идеолошки концепт околу кој е изграден бугарскиот идентитет не е точен, односно дека има некаков проблем со него. Значи, не е можно Бугарија да е разделена на делови, а во неа да има луѓе кои се нарекуваат македонци. Од прагматична политичка гледна точка, постоењето на не повеќе од 10.000 луѓе кои се чувствуваат како македонци не може да биде проблем, но тука недостасува било каква рационалност. Тоа е прашање за кое се реагира многу ирационално и затоа тоа е многу лесно за експлоатирање од политичарите. Во однос на тоа имаме целосна согласност кај сите бугарски политичари, тука не е само Каракачанов во прашање. Во праксата нема ниту една политичка партија во Бугарија која е на друга позиција. Можеби за некои тоа не е толку високо како приоритет, но нема поинаква позиција. Како ја дефинирате таа позиција? Зашто зборуваме за негација на идентитетот, јазикот? Доколкото има општа позиција во Българија, тя е следната. Македонска идентичност в Македонија. Таа не е точно дефинирана, но пошироката позиција би била следнава. Македонскиот идентитет е изграден врз основа на историски околности, односно како неможност да се обедини тој дел од Бугарија со матицата во последните 70-80 години. Тој е процес кој се случувал на таа територија и таа е нова творба. Значи, тоа се случило затоа што била таква државната политика. Генерално дефиницијата би било дека македонците се бугари со променета свест, идеологија. Да, това е официјалното разбиране. Точно тоа е позицијата. Тоа е најмасовното сваќање и може да се каже дека бугарското општество и бугарската политика така гледаат на тоа прашање. Може би има некои мали разлики, но тоа е тоа. Конкретниот проблем меѓу двете земји е постоењето на македонскиот јазик. Дали тоа е само еден од начините да се негира идентитетот на македонците? По отношение на Македонија, мнозинството в Българија, од гледна точка на мнозинството во Бугарија се прифаќа дека Македонија се изградила како независна држава со јазик, историја и така натаму, но со крцкање на забите, со една болка. Оспорувањето на јазикот е обид да се проблематизира целата автентичност. Тоа е резултат на едно непознавање на историјата и на историските процеси, затоа нема реално разбирање. Овде луѓето мислат дека бугарскиот јазик паднал од небото. Не разбира дека и тој јазик е на еден или друг начин вештачки создаден. Низ целото соседство се негира постоењето на македонците, се едно дали преку името, јазикот, црквата и така натаму. Каде е проблемот според вас? Кај нас или кај соседите? И това е проблем којто значи всичките држави в регионот го имат, заштото кај сите е проблемот. Сите држави во регионот се млади држави кои се изградиле како држави врз база на идеологијата на национални држави. За да добијат легитимност, сите тие се дефинираат врз основа на земјата, историјата и кој прв дошол.
Апсурдно е денес да се расправате дали Кирил и Методи биле македонци, срби или бугари, но идеологијата на националните држави има нужност од такви расправи и затоа и се јавуваат такви спорови. Поранешниот бугарски председател Петар Стојанов изјавуваше дека Македонија е најромантичниот дел од бугарската историја. Актуелниот премиер Борисов пред неколку месеци изјави дека Софија треба економски да го покори Скопје. Дали ваквите изјави се дел од таа политика? Читете ги внимателно такива изказвания. Значи, изказването на Петар Стојанов, Македонија е част од българската. Таа изјава на Стојанов е многу точна и треба да се чита многу внимателно. Македонија е толку големо парче од бугарската историја што е невозможно да се тргне. Сите во бугарскиот политички живот се определиле за тоа како да се обединат со Македонија, и тоа е клучот на сето она што се случува во последните 100 и повеќе години од Сан Стефано наваму. Таа изјава на Стојанов не беше во форма на аспирација, ниту на негирање на идентитетот, туку таа беше факт. Единствено преку диалог можеме да ја надминеме таа чувствителност. Имаат ли македонците право да се чувствуваат загрозени од овие грчки или бугарски негации и аспирации? Няма. Во българското општество има значи цялата тази емоционалност е на лице. Не. Во бугарското општество целата таа емоционалност е видлива, но од гледна точка на прагматична политика, идеја за тоа да има агресија во однос на Македонија не постои. Не мислам на безбедносни проблеми, туку на пример да го земеме издавањето бугарски пасоши на македонските граѓани. Може ли во иднина да се случи Софија да ги прогласи сите овие граѓани со бугарски пасош за бугари и да бара посебни права за залив во Македонија? Това најверојатно българската држава ќе го направи. Ќе каже да, ето вижте тези хора. Да, тоа бугарската држава најверојатно ќе го направи. Ќе кажат дека тие луѓе самите се определиле како бугари, а дали од тоа ќе следува некаква друга цел, тоа ќе видиме. Сепак би рекол дека идејата за некаква порочна стратегија во однос на Македонија е премногу конспиративна. Со делењето на паши на македонците се добива некакво задоволство тука, дека ете има македонци кои се пишугари, но идејата дека со тоа се турка некаков тројански конј во Македонија за мене е неприфатлива. Како што ви реков, основното јавно мислење во Бугарија го прифаќа фактот дека постои независна Македонија.